Бизнес заедницата во Македонија молчи околу најавата, односно капиталната инвестиција и изградбата на коридорите 8 и 10D. Иако може да се поверува на одлуката на владата дека станува збор за капитална инвестиција, сепак во јавноста пројавуваат различни становишта околу овој капитален, како што власта го нарекува, проект. Добре да е за Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори. Помалку изгледа симптоматично бизнес заедницата да молчи околу изградбата на коридорите 8 и 10. Опозицијата критикува за нетранспарентност и сега она што се поставува прашањето, на што се должи молкот на бизнес заедницата? Па не би рекол дека бизнес заедницата молчи, можда политичките партии или политичките субјекти се погласни во овој момент. Меѓутоа, реално, од економско прашање, за жал, изградбата на коридорите се префрли во политичко прашање, со оглед дека е регулирано со одредени законски акти во собранието и предпоставувам дека тоа е резултатот од целата оваа состојба и затоа станува збор за борба помеѓу партиите на оваа тема. Гледате ли вие како бизнес заедница дека има проблем во реализацијата на овој проект? Од економска гледна точка. Ние секогаш се залагаме за адекватна транспарентност, фер надпревар помеѓу економските оператори, транспарентност во процедурите и секогаш се залагаме да тоа се направи во една точно определена процедура и сметаме дека економскиот надпревар, доколку има повеќе понуди, ќе биде од бенефит на нашата земја. Еден од оспорените закони е продолжување на работната недела на ангажираните работници во реализацијата на автопатите, но никој не зборува дали воопшто ќе имаме работници кои ќе реализираат изградбата на овие два коридори. До неодамна зборевме и се уште се зборува дека ќе има потреба од увоз на работна сила, од друга страна власта вели дека овој капитален проект ќе донесе и дополнително ангажирање на работници и профит за државата, а и за заработка на работниците. Предпоставувам дека секако ќе постои поголема ангажираност на работници на вакви капитални проекти. Предпоставувам со оглед на големината и брзината на изградба дека можда нашите локални ресурси нема да бидат доволни за да се задоволи таа потреба. Сега знаете, пазарот на трудот во Македонија ние подолг временски период алармираме дека е во одреден дисбаланс. Не мислам на дисбаланс само на недоволна достапност на одредени кадри. Ние сметаме и овој процент на невработеност на некој начин е нереален, можда процентот на невработеност е и понизок, меѓутоа предпоставувам дека одредени луѓе се пријавуваат се со цел да остварат одредени бенефиции. Дали со овој проект ќе биде или постои опасност да биде загрозена градежната оператива, домашната градежна оператива и индустрија? Мислам не, меѓутоа секогаш доколку може да и се даде повеќе работа на домашната оператива, мислам дека е тоа еден голема шанса и голема можност за нејзин развој, така да сите тие опции, се што може домашно повеќе да се вклучи, сметаме дека е многу добра. Дали се создава нова неравноправност за домашните компании? Тие што сакаат да увезуваат работна сила мора да ги чекаат според правилата сложените процедури за дозвола за престој и за работа. Од друга страна, според опозицијата која денуваме објави информација дека работниците ангажирани за Бехтел и Енка од странство ќе може веднаш да започнат со работа во изградбата на овие коридори. Мислам дека во повеќе прилики е анализиран македонскиот закон за вработување на странци и станува збор за еден од најрестриктивните закони на ниво на европскиот континент. Така да тој закон дефинитивно мора да се реформира и за ваквите капитални проекти,
меѓутоа и за сите останати компании кои работат во државата и да се овозможи доколку постои квалитетен кадар на страна, а може да се вработи во нашава земја, постојат можности, треба да му се даде шанса, да не биде на вакво ниво рестриктивен и со комплицирани бирократски процедури. Според информациите кои ги објави најголемата опозицијска партија, до кои дошле до договорот, согласно договорот од вкупниот број работници, 30% ќе бидат домашни, а 70% странци. Што значи дека 70% од парите што македонските граѓани ќе ги дадат за изградба на автопатите ќе бидат надвор од државата. Нашето залагање генерално е процедурите да бидат адекватно транспарентни, да се овозможи поголем број на понуди, се со цел да постои пазарен надпревар и се со цел да компаниите го дадат најдоброто од себе и нормално е секогаш кога ќе ангажирате локален кадар, логично е да очекувате дека и трошоците за негово ангажирање и носење би требало да бидат и пониски и тој приход да остане во нашата земја. Постојано се зборува дека има недостиг од работна сила, но денова еден од универзитетските професори вели не е проблемот да се најде луѓе за работа, проблемот е што компаниите недоволно го одврзуваат кесето. За искусен и добар, квалитетен кадар треба и да се плати. Дали е потценета работната сила? Така изгледа од професорски агол. Доколку станете предприемач, морате да бидете свесни да навистина мора да се платат квалитетно своите вработени, меѓутоа од друга страна вие мора да произведете со тие вработени доволен доход за да можете редовно да ги плаќате тие вработени. Значи не станува збор за еднократна мерка само еден месец вие да ги платите квалитетно. Вие морате да ги плаќате на долг рок и не станува збор само за платите, туку станува збор и за други бенефиции кои секој вработен, вклучително и јас и вие, ги очекуваме од организацијата во која сме вработени. Така да мора да се фокусираме и да се навикнуваме да ги плаќаме вработените поквалитетно и подобро и од друга страна да бараме нивна зголемена ефективност и ефикасност. Македонија веројатно е последна од европските држави кои ги нема модернизирано последниве децении двата континентални коридори 8 и 10D. До сега често и бизнис заедницата и политичките партии критикува дека нема сериозни капитални инвестиции. Она што сега се наметнува како прашање, дали ова е голема капитална инвестиција која може да донесе голем бенефит за државата. Имајќи во предвид дека имавме уште еден случај со изградба на автопатиштата, да ве потсетам со кинеската инвестиција Синохидро и до ден денеска автопатот се гради кон Охрид. Инвестицијата во капитална инфраструктура нема алтернатива. Сега, доколку внимателно ги анализираме сите факти, ќе видиме дека можда одредени дефекти за спорото градење се и можда резултат на нашата внатрешна неорганизираност во државата, комплицирани законски процедури и така натаму, што предпоставувам еден дел, сега и во вашето прашање беше посочено, се законодавецот или владата со одредени пратеници сака да даде одредени предлог закони, да одредени процедури се поедностават. Значи, мора да се размислува, предпоставувам да целиот тој систем се реформира се со цел да изградбата на капиталните инвестиции оди несметано во следното време. Пошто рече следите разговор со Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори. Господин Ангеловски, како за миг од што сме преокупирани со изградбата на коридорите 8 и 10D, со најавените уставни промени, да заборавивме на животниот стандард, за ценовниот шок. Компаниите до вчера силно критикувавте дека оваа состојба е неодржлива, дека
владините мерки за субвенционирање и помош на компаниите се недоволни. И одеднашка молка е вас. Па не би рекол дека е одреден молк. Сите работи кои ние ги презентиравме во изминатиот временски период и ден денеска се уште актуелни. И најголем дел од нив, од оние предлози кои ние ги дававме, за жал се уште не имплементирани. Единствена работа која беше имплементирана во однос на тие енергетски антикризни мерки беше тоа што се даде одредена поповолна цена за електричната енергија на прехранбените компании. Тоа беа 4 сектори на кои им се овозможи оваа електрична енергија во одреден лимитиран временски период од прилика до април месец. Таа мерка заврши и ни останува сето она за кое разговаравме во текот на минатата година да го имплементираме. Тоа е зелената транзиција, тоа е инвестицијата во обновливи извори, во собствено производство на енергија, рационализација на трошењето на таа енергија. Мислам дека како држава дефинитивно ние мора да се соочиме со овие факти и мора да работиме на долг временски период да ги решиме овие прашања. Тука магично стапче не постои, мора да се заврши тоа што е наша домашна задача. Одлука за замрзнување на цените на одредени производи во вистинска насока или гол популизам? Ние секогаш сме против вакви мерки на замрзнување на цените, затоа што сметаме дека во овој момент не постои реална причина за вакви постапки, прибидејќи нема одредени потреси на светските пазари, ниту на локалните пазари во однос на цените. Да, минатата година се случија и ако забележувате, веќе таа инфлација е со надолен тренд, полека почнува од месец во месец да се смирува. Треба да имаме во предвид еден многу битен факт, а тоа е изминативе 3 и 4 години нашата земја има најниски стапки на раст од сите земји во регионот. А замрзнувањето на цените не е магично стапче да преку ноќ веднаш ни го подобри животниот стандард. Не мораме да бидеме свесни дека мораме да работиме повеќе, да се трудиме повеќе и нашата економија да испорача подобар резултат. Не постои административна мерка, дали е тоа замрзнување на цените или некоја друга, која само со една едноставна одлука на некој формален орган веднаш ќе ни го подобри стандардот. Така да тоа се економските законитости, за жал или за среќа, и мора да работиме според нив. Во време на криза, кога секој се бори за преживување на некој начин, функционерите со одлука на Уставниот суд си изголемија платите. Ви гледате тука некаква логика. Голема врева се дигна во јавноста дека треба сите да се солидаризираат, но знаете како велат, кучињата лаат, караванот врви, платите со зголемените плати сепак легна на нивните конти. Знаете, јас доаѓам од реалниот сектор. Мене ми е логично дека па и тие функционери треба да бидат квалитетно платени, меѓутоа од друга страна треба да се намали бројот на јавната администрација, така да со намалување на јавната администрација, оние кои ќе останат во јавната администрација треба да бидат поквалитетно платени, повеќе мотивирани и да дадат подобар резултат на крајот на денот. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата.